Здраво и добродојавте во овој туторијал за LNC MW2200 CNC контролерот. Во ова видео ќе ги разгледаме неговите функции, операции и способности. Ќе започнеме со ресетирање на копчињата за итен стоп, со тоа што ќе ги ротираме во насока на движење на стрелките на часовникот, а потоа ќе го притиснеме зеленото on-off копче. Со ова машината добива напон и екранот го прикажува статусот на контролерот за кој е потребно да почекаме неколку секунди за да се стартува. Откако системот ќе се покрене, на екранот не пречекува аларм или известување кој го известува операторот дека после стартот ниту една од оските на машината не е хомирана. Ова известување се појавува на секое стартување на машината заради тоа што откако ќе се покрене машината, таа не ја знае позицијата на оските и потребно е да изведеме хоуминг секвенцата. Хомирање на машината е критичен и важен чекор за да се воспостават коректните референтни точки. Прв чекор е да кликнеме на ОК копчето за да го изгасиме алармот, а потоа го кликнуваме копчето ZRN, кое се наоѓа во долниот сегмент на интерфејсот. Хомирањето го изведуваме мануелно со кликање на копчињата за самите оски. За почеток ќе кликнеме на Z+ копчето и може да приметиме дека малото зелено квадратче во горниот лев ќош на копчето светнува. Ова е индикатор дека Z оската започнува со движење и таа ќе патува нагоре кон лимит прекидачот и нема да сопре се додека не го активира својот прекидач. Штом оската оствари контакт со лимит прекидачот, ќе ги сопре сите своји движења и Z+ копчето во интерфејсот ќе ја промени бојата и ќе светне жолто. Ова е индикатор дека процесот за хомирање на Z оската е изведен успешно. Z оската секогаш ја хомираме прва, а потоа може да го повториме истиот процес за преостанатите оски со кликнување на X- и Y- копчињата. Како и претходно, откако ќе ги кликнеме, потребно е да почекаме се додека копчињата не светнат жолто, што е индикатор за успешно хомирање на оските. И препорачливо е да ги наблюдуваме додека тие се во движење, за да се осигураме дека процесот за хомирање ќе биде изведен безпрекорно. Откако ќе ги хомираме сите оски, може да посветиме внимание на интерфејсот на контролерот и да се запознаеме со неговите функции и операции. Интерфејсот може да се подели на три области и тоа се секција со координати на оските и преглед на G-код, секција за контрола на оските и сите елементи на машината и секција со главните алатки, функции и операции. Во секцијата за координати имаме прозорчиња кои ги покажуваат апсолутните и машинските координати, како и прозорче со преостанатиот пат на оските додека машината изработува нацрт. Секцијата за контрола ги содржи сите копчиња за движење на оските, како и копчиња за активирање на сите елементи на машината, како што се позиционирачките пинови, капакот за отпрашување, магазинот со ножеви, вакуум пумпите, главниот отпрашувач и така натаму. Последно, секцијата во долниот сегмент на интерфејсот ги содржи сите главни функции, менија и работни режими. Например, MEM модот се користи кога ќе го прикачиме G-код фајлот и ќе почнеме со обработка. MPG модот се користи за активирање на контролната палка за фино позиционирање на оските и Jog модот се користи за слободно движење и позиционирање на оските преку главниот интерфејс. Следен чекор ни е да го прикачиме USB стикот со претходно подготвен фајл и да го префрлиме во внатрешната меморија на машината. Откако ќе го поврземе USB стикот, потребно е од долниот сегмент на интерфејсот да го кликнеме копчето USB AMP или USB import. Откако ќе го кликнеме, не пречекува ново прозорче поделено на две секции. Левата секција ја содржи листата со сите фајлови кои моментално се во внатрешната меморија на контролерот, а десната секција ги содржи фајловите од прикачениот USB стик. Потребно е да го лоцираме посакуваниот фајл од десната секција на USB стикот и да го селектираме со штиклирање на белото квадратче пред него. Откако ќе се осигураме дека фајлот е селектиран, кликнуваме на копчето Send или притискаме на копчето F6 од тастатурата. Со овие чекори успешно го префрливме нашиот фајл во контролерот, зашто машината ќе ни даде известување за успешниот трансфер. Следен чекор
е да го селектираме и да го лоадираме нашиот нацрт, зашто потребно е да го кликнеме файл копчето, кое што е лоцирано во долниот сегмент на интерфејсот, што ни отвара ново прозорче именувано File Management. Ново отвореното прозорче може да се подели на два сегмента. Од левата страна е листата со сите фајлови од контролерот, каде што треба да го селектираме нашиот файл. А од десната страна имаме секција за брз преглед на G-кодот од самиот селектиран файл. Потребно е да притиснеме на ОК копчето. И со ова контролерот успешно го лоадира посакуваниот файл. И во горниот лев ќош на интерфејсот има поле во кое е прикажано името на фајлот, што е добра индикација за успешно лоадирање и прикачување на нацрт. Во секцијата File Preview можеме да го прегледаме G-кодот, но доколку сакаме да направиме било какви промени, потребно е да избереме Edit опцијата во долниот лев сегмент на интерфејсот. Следен чекор е да зададеме почетни точки на работното парче, за машината да има референца од каде да започне со обработка на нацртот. Прв чекор е да го кликнеме POS 1 копчето, со што машината ќе ги активира пневматските позиционери на рабовите на работната површина. Ги користиме овие позиционери како водич за коректно поставување на работното парче во винкла под 90 степени со мостот и главата на машината. Откако го поставивме работното парче, можеме да продолжиме со анулирање на сите оски. Потребно е да го активираме jog модот и со притискање на копчињата X, Y и Z да ги придвижиме главата и мостот на машината во адекватната позиција. Тоа што треба да направам е да ги искористам X- и Y- копчињата за да го репозиционирам вретеното во долниот лев ќош на работната маса, заради тоа што претходно токму во оваа позиција ја зададов почетната точка на нацртот кога го припремав нашиот файл. Откако ќе се осигураме дека ножот е поставен точно врз површината на ќошот од работното парче, потребно е да избереме позицијата Setup, лоцирана во долниот сегмент од интерфејсот над копчето ZRN, и да ја избереме опцијата Teach In, со што на нејзино место ќе добиеме пристап до 4 опции: Set All, Set X, Set Y и Set Z. И тука потребно е да кликнеме само на Set X и Set Y копчињата, со што успешно ги дефинираме почетните координати за X и Y оските. Намерно ја оставивме Z оската заради тоа што треба да изведеме уште неколку чекори пред нејзиното анулирање. Главен индикатор за успешно анулирани оски се нивните координати во полето апсолут, каде што тие ќе ги променат своите вредности од нули во моменталните координати. Следен чекор е да ги зададеме почетните координати за Z оската. И почнуваме со тоа што ќе ги активираме вакуум пумпите. Важно е да се запамти дека вакуум пумпите мора да бидат вклучени пред да ја зададеме почетната точка за Z оската, заради тоа што кога вакуум системот е активен, тој го повлекува работното парче за 1 мм или за повеќе надоле кон работната маса и го фиксира самото парче во позиција. Вакуум пумпите ги стартуваме со притискање на VAC 1 копчето, лоцирано на десната страна на интерфејсот, и со вклучување на физичките копчиња за вакуум пумпите кои се лоцирани на кабинетот на машината. Следен чекор е да ги употребиме jog или MPG функциите за да го репозиционираме ножот кој треба благо да остварува контакт со површината на материјалот. MPG модот се користи кога сакаме да ги движиме или репозиционираме оските, но наместо да ги користиме копчињата од секцијата за контрола во интерфејсот, движењата ќе ги контролираме со MPG рачната палка за фино позиционирање. Со помош на MPG контролерот, со вклучени вакуум пумпи, го позиционираме ножот, врвот на ножот во посакуваната позиција на површината на материјалот. И откако ќе се осигураме дека моменталната позиција на гледалото е адекватна, потребно е во интерфејсот на контролерот да го притиснеме копчето ATM и да ја побараме опцијата Z-Set во горниот сегмент над ATM копчето. Со притискање на Z-Set успешно ја анулираме и Z оската. Доколку сакаме да додадеме нов нож, потребно е да го монтираме во футер
и да го внесеме истиот во магазинот со ножеви. Следен чекор е да го притиснеме копчето ATM во интерфејсот на контролерот, каде што ќе го изведеме мерењето и калибрацијата на ново додадениот нож. Во празното поле, кое се наоѓа над Z тич во долниот десен ќош, потребно е да го внесеме бројот на ново додадениот нож, кој мора да се усогласува со редоследот на останатите ножеви. Во мојот случај ќе го внесам бројот 4, заради тоа што ново додадениот нож го прикачив на 4-та позиција во магазинот со ножеви. Откако ќе го внесеме бројот 4, преостанува на тестатурата да го притиснеме Enter копчето и да кликнеме на копчето Start, кое се наоѓа во областа на долниот лев ќош во интерфејсот. Со ова, машината го започнува процесот за калибрација, при што како прв чекор таа автоматски ќе го отстрани ножот кој е моментално во вретеното и ќе се придвижи кон зададената позиција на магазинот. Во нашиот случај реден број 4, каде што автоматски ќе го внесе ново прикачениот нож во вретеното и ќе го однесе во долниот лев ќош на машината, каде што се наоѓа сондата за мерење на висина на нож. Процесот се изведува автоматски и откако ќе заврши можеме да продолжиме со изработка. Ни преостанува да се осигураме дека сите претходно наведени чекори се изведени како што треба и можеме да започнеме со изработка со тоа што ќе го притиснеме MEM копчето за да го активираме MEM модот и потврдуваме дека вакуум пумпите и отпрашувачот се вклучени и кликнуваме на копчето Start. Со ова стигнавме до крајот на нашиот краток туторијал. Се надевам дека овие информации ви беа од корист и дека ова видео ви помогна при работа со вашата машина. Се гледаме во некое наредно видео. Чао!